Од 23 јули нов рекорд во длабинско нуркање во Македонија изнесува 132 метри. Поставен е во Охридското езеро, а го постави професионалниот нуркач Љубомир Глигоров, со кого имам чест да разговарам во Спорт Плюс. Добре дојде и благодарам што издвои време по напорните денови и нуркањето денови во Охридското езеро и поставениот рекорд да ги споделиш твоите искуства со охридската јавност. Добре најавте, јас сум Љубомир Глигоров, технички нуркач од Скопје, Македонија. 132 метри, што има долу најпрвен ќе ја прашам во Охридското езеро, има ли што да се види? Сега годека има што да се види, живиот свет од прилика завршува на некои 30 на 40 метри, меѓутоа после тоа имате единствен пейзаж, големи информации на карпи, кањон во недоглед, едноставно гледка која вреди да се види. Меѓутоа да се стигне до 132 метри во езеро, во конкретниот случај Охридското езеро, веројатно не е нималку лесно, дотолку повеќе што вие нуркате на еден сосема поинаков начин од светските искуства, нуркате со мешавина од гасови, конкретно со водород. Може малку за процесот да ни објасните? Па вака, примата од прилика, ја припремам на самата плажа, ја монтирам на себе, влагам во вода и од прилика околу 300 метри од обалата пливам на запад, која влагам, мислам, од самата обала. После 300 метри заронувам и овдека од прилика длабочината е околу 10 метри. Веднаш при заронувањето се префрлам на транзитниот газ, значи не користам воздух, туку користам транзитен газ кој што е компатибилен со долниот газ, односно со водородниот микс. Овој газ може да се диши од 0 метри до 40 метри. После 40 метри овој газ е токсичен. Значи после 40 метри овој газ дефинитивно ќе ве убие, ако се диши на поголема длабочина. Од прилика транзицијата на водород ја правам измеѓу 35 и 40 метри. Водородот микс содржи 4% на кислород и конкретно на оваа длабочина амидален притисок, количината на кислород е доволна за да ве одржи во живот. Значи, на 40 метри се префрлам на водородниот микс. Од прилика на 40 метри имате една прекрасна формација од карпи, невидена. Голем број од охригани имале срека да видат нуркачи. Меѓутоа, тоа е само почетокот на тоа што треба да се види. Овдека веќе ќе се сочите со, речи си, тотален мрак. Меѓутоа, при дишењето на водород, сите психофизички својства се подобруваат. Значи, после минута-две на дишење на водород, починам да гледам далеку подобро. Од прилика можам да гледам во далечина од 40-50 метри, така да точно знам каде се движам и каде е подлабоко. Значи, не е општо лесно да се стигне до 132. Се работи за каскаден дел, значи стрмнина, рамница, стрмнина, рамница во неколку наврати и потребно од прилика околу 20 минути за да се стигне до длабочина од 132 метри. Кога стигнав на длабочина од околу 120 метри, веќе бев на критична точка на доволна количина на гасови и го убрзав малце мојот зарон. Моја голема жела беше да стигнам барем до кај 130-135 метри. Успеав. Со големи напори се вратив назад, го штедев буквално гасот, затоа што потрошив повеќе од тоа што планирав. Далечината беше многу голема и не беше како што ми објаснува и други нуркачи и нормално капетани на чамци. Едноставно не беше така. Требаше многу поголема дистанца да се помине. Ако не се лажам, ова е прва длабочина над 130 метри со ваков тип на мешавина на газ воопшто во светот? Во светот имало во отворени кола, уствари не отворено коло, имало обид на 160, меѓутоа со смртни последици завршил. Не е успешен заронот. 110 метри е првиот успешен. Не, првиот успешен е 110 метри. 110 метри. Да, тој е направен во 1945 година, ако не се лажам. Меѓутоа човекот завршува во изобарична комора. Хипербарична комора, се извинувам. Хипербарична комора. Што значи прашање пак колку е успешен. Јас таа опција немам. Најчесто кога се работи за техничко нуркање, за големи длабочини се користат мешавини на база на хелиум. Не најчесто, секогаш. Секогаш.
колку често или колку воопшто се користи мешавина на база на водород во светот? Не се користи. И какви се искуствата? Не, Ги пробивате? Не. Веројатно ги пробивате сега. Воопшто не се користи водород, никој не го користи водородот. Има обиди, мислам имам контакти со неколку групи, конкретно во отворено коло систем, јас како што користам, колку што знам направени се во Шведска зарони до 40 метри со подршка на на Дайвинг центарот од Кралството Шведска. Вложени се околу 10 милиона евра во тој проект и нуркачите стигнале до 40 метра, колку што знам. Зошто не се користи водородот? Постојат ли некакви опасности? Која е причината зошто не се користи во нуркањето? И според вас кои се недостатоци, кои се предности на користењето на водород и на мешавина од водород? Зошто не се користи? Прво и основно не се користи заради тоа што е запалив. А најголемата количина на кислород која може да додаде во контакт со водород е 4%. Значи, единствено од 40 метри подлабоко може да се користи водородна смеса. Друго, ова воопшто не постои декомпресионен модел за користење на водород. Јас успеав да креирам декомпресионен модел буквално до ова да почне дока што сум стигнат. Години се потребни за да се прерачуна, односно да направат грубите контури на декомпресија. Кај мене ова не се конечна декомпресија, меѓутоа грубите контури ги имам и според мене можам безбедно да заронам на било која длабочина. До 130 метри, односно до 150. Сметам дека и до 150 ми е доволно разработена самата декомпресија. Колку време ви беше потребно да се подготвите за овој подвиг? Па теорија отплика анализирав околу 2 години пред да напунам првата боца со водород. Околу 2 години. После 2 години отплика нарачав околу 50 на боци, не околу 50, туку точно 50 на боци, за да почнам да експериментирам со гасови. Почнав да креирам гасови, долни гасови и транзитни гасови. Каде практикувавте? Најчесто тука, во Македонија, во Охрид. Најчесто тука. Исто и во Грција, меѓутоа многу повеќе во Охрид. Најчесто кога се работи, не најчесто, секогаш кога се работи за техничко нуркање, потребна е значајна логистика. Дали имате вие логистика во конкретниот случај или се правите сам? Колку тежи таа опрема? Па сум користел највише опрема до 150 кг, конкретно последниот пат користев 120 кг. Тешка опремата, многу е тешка. И од голем број технички нуркачи ми убедуваат дека за користење на водород е потребна некоја специјална опрема, што не е точно воопшто. Конкретно оваа опрема е нарачана по спецификација направена во фабрика, значи користен е алуминиум 60-61 градација, што според мене е безбедна за складирање на водород. После рекордот во Охридското езеро 132 метри, после вашето искуство успешно, сметате ли дека има перспектива овој начин на нуркање, што тоа значи за светското нуркање, какви се предностите и дали тоа може да стане пракса според вас, објективно? Објективно, доколку се работи за посветени нуркачи, дисциплинирани нуркачи, апсолутно е 100% безбедно. Јас едноставно спијам дома со водород. Во самото живеалиште јас имам најмалку 10 боци со водород. Значи безбедно ако се чува водород, ако се складира, ако се случи можноста да дојде во контакт со кислород, водородот е безбеден. И во самите складишта се чува водородот. Значи огромни количини на водороден газ се чуваат во складишта. Споредувајќи ги мешавините од на база на водород со хелиум, постојат ли заштеди? Заштедите се огромни. Значи на годишно ниво, цифри? Само на годишно ниво, доколку се примени ова водород место хелиумот, 100 милиони евра се заштедува, 100. Имате ли намера, можеби да го представите овој целиот ваш концепт на најдобар може начин е представен, нели? Има ли интерес сега од некаде? Барат ли податоци во светот? Податоци барат, мене ми се обратиле многу научници за размена на искуства што исто работат на водород, меѓутоа немам намера да споделам тоа зашто ќе бидам искористен. Сигурен сум дека ќе бидам искористен. Планирате ли можеби до своите поголеми длабочини или не е тоа поентата на Воопшто не е поентата. Воопшто не е поентата да се освојат поголеми длабочини, меѓутоа ќе усвојам сега поголеми длабочини. Поентата е да се направи учебник за нуркање до 90 односно до 100 метри. Сите технички учебници и организации обугата завршуваат на 90 односно на 100 метри кога се работи за хелиумот. Јас имам апсолутно готов учебник и за 130 метри. Значи, прашање е дали ќе сакам да го објавам или не. Долго немам начин, ќе што го споделам бесплатно до сите.
мојот труд да не биде искористен од никого, ќе го направам тоа. Значи не е целта да се профитира од ова. Што велат вашите колеги во Охрид, во Македонија? Има ли интерес кај некој да се не сака никој да го проба проба заедно со Љубомир? Не, никој не сака да го проба. Зошто? Сметат дека е премногу опасно. И е опасно, дефинитивно е опасно. Видете, ниту еден компјутер не е дизајниран да работи на водород. Значи, не може вие да следите компјутер, како што е случај кај хелиумот, кој што ќе ви даде обезбеден патокос за враќање на површината. Значи, тоа е исклучено кај водородот. Кај водород, јас сите пресметки ги правам во глава. Значи, пред самото нуркање јас правам генерален план. Целна длабочина, пример, 130 метри целна длабочина. Време до 130 метри толку. Време поминато на ова 130 метри, карикирам 5 минути. Враќање толку. Значи, долго се направи било каква отстапка во самиот план на нуркање, што во овој случај мораше да се направи, затоа што длабочината не може да постигнам доволно брзо. Значи, мора да бидете спремни да можете таа декомпресија да прерачунате на лице место. Јас ја направив целата декомпресија, односно пресметка, во текот на самото нуркање. Тоа е апсолутно со лудост се граничи, ако го гледаме по учебниците. Значи, тоа се граничи со лудост. Меѓутоа, со тек на време, со надополнување на самото искуство, тоа е можно да се направи. Затоа велам, потребна е голема дисциплина, само посветеност, само контрола и знаење. Не може ова нурка што површно сврда теоријата на водород, да нурка со водород. 130 минути е времето кој ви беше потребно да го остварите Минималното време овој беше, подвиг? да, минималното време беше тоа, толку и останав. Така. Многу подобро ќе беше да беше 140 минути. Меѓутоа судот буквално ме покоси. Да. Имав хаварија на опремата, влезе вода во судото дело, така да околу повеќе од 100 минути со температура од 8 степени. Значи ова колку е тоа непријатно на тие длабочини? буквално може да убие. Буквално може да убие ова 100 минути да се изложите на 8 степени температура на хипотермија, буквално речи се може да ве убие. Меѓутоа и за тоа постои тренинг. Предходно рекордот на Македонија беше 117 Во тропски води, да. Во тропски води, во близина на Бали, поставен од охријанката Симона Трповска, со мешавина на база на хелиум, а вашиот подвиг е со мешавина на база на водород, за прв пат во Македонија и за прв пат можеби, не за можеби, туку за сигурно за прв пат во светот на таа длабочина на 132 метри. Во каква здравствена состојба сте, се контролирате ли, го контролирате вашето здравје, што велат податоците по сите тие нуркања на база на водород, во каква кондиција сте? Во поглед на моето здравје сум во надпросечна состојба, ми е следствената состојба, значи. Во одлично се чувствувам. Меѓутоа, живеам многу здрав живот. Нема прекумерна храна, нема прекумерно пиење, пушење никакво. Значи, многу дисциплиниран живот живеам. Не дека се услушавам од нешто, едноставно така сакам да живеам. Не е поради водород. Не е поради водород, едноставно не гам никогаш ни да се пријадам, ни да се препијам. Буквално и јадам и пијам како секој човек и жестоки пијалоци пијам, меѓутоа умерено, чашка, две најмногу и тоа е тоа. Кои се вашите планови, што планира Љубомир? Па, конкретно ако го речам проблемот со опремата, односно со непротекување на вода во делото, 150 метри не се никако проблем според мене, а во тропски води и со хелиумов микс, апсолутно верувам дека и 200 можам да се спуштам. Значи, длабочината не е проблем. Најголем проблем ми е студот конкретно при самото нуркање. Секогаш во Охрид имам проблем со студот. Студот ќе погоси. Мислам, само тој што е нуркач знае што се 8 степени, ова долгорочна изложеност на 8 степени. Нуркањето е спорт кој зема се поголем интересот на луѓето за овој тип на рекреација, некои се занимаваат и посериозно, попрофесионално, меѓутоа се поголем бројот на рекреативците. Голем дел од нив се и на Охридското езеро. Доволно ли е искористен потенцијалот кој го имаме ние и може ли повеќе, може ли да има поголем бенефит и туризмот воопшто? Многу поголем може. Што ни треба ништо да не е го искористено. направиме? Ништо веќе кажам, символично е се искористени потенцијалите на Охрид. Значи овдека може буквално да цвета туризмот во самото езеро од нуркачи. Може. Меѓутоа не е вложено ништо. Не е многу малку е направено. Едноставно само во Охрид постои само една мала група на ентузијасти што го одржува нуркањето
на некое минимално ниво. Би ве прашале за еколошкиот момент. Нуркате нели во Охридското езеро, на други места низ светот, меѓутоа и во Македонија, нели на други места. Во каква состојба ни се нашите природни ресурси? Во многу подобро него што беа, ќе ви кажам. Значи, кога нуркав пред 15-20 години укритно во Охрид, кога имам нуркано, многу пати сум нуркал и со пера и со маска само, значи имаше многу смет на самото дно. Сега тоа не е случај. Сега кога дека има смет, има столоци од мрежи, има по некоја флаша, меѓутоа многу помалку него порано. Значи со овие акции што ги правеа клубовите во Охрид, во Струга, состојбата е далеку подобрена. Меѓутоа треба се работи многу повеќе, многу повеќе. Самото чистење на дното чини многу, тоа апсолутно е така, меѓутоа треба се вложи и треба да се возможи да имаме чисто и плажи, чисто дно. Мора во тоа се вложи. Едноставно без тоа ќе го изгубиме Охрид како езеро. Да. Ако имаме И чамците малку, треба и чамците малку да се редуцираат. Премногу има пловни објекти, мора нешто и на тоа и околу тоа се размисли. Да, не е ова отворен систем, сепак се работи нели за езеро, за ограничен простор кој Токму така. веројатно има свој прак на издржливост. Премногу има пловни објекти според мене, премногу. Ви благодарам на издвоеното време, честитки за измодрениот подвиг, за тоа што исполнивте вашата цел и веројатно прекршивте многу според некои и закони и табуа во нуркањето. Само табуа и отворивте веројатно нови перспективи во самото нуркање. Ви благодарам. Почитувани, ви благодарам на вниманието, станете и понатаму информирани, следете го Охридус.